Колега, ако сакаме и вие и јас сакам, искрено, сега ќе гласаме недоверба на владата. За ова. Паѓаат влади, како да ви кажам, за многу помали случаи во државите, паѓаат влади. А сега вие ми кажувате, не знам, кој предистраги, новинарите открија. Новинарите за кабелот открија. Никому ништо. Вие има, новинарите, ако не сте, од кај ние ќе знаеме. Новинарите си ја работат работата. МВР шопри, и овој што сака да биде уставен судија шопри, и овој од ДУИ, како беше оној за организиран криминал, заборавам му името. Добро, како е? Шопре тој. И вие имате доверба во тие? Ја немам. И не само ја. Знаеш кој има? Само 1% од цела држава имаат доверба. Значи 1% имаат доверба во правото и правдата. Увладава ваша, не знам колку беа, 12%. Значи време е за паѓање. Ние сме политичари. А настрана државниот ревизор, они си ја сработиле работата. Моја препорака е уште еднаш да влезат. Зашо мислам дека немаат престанато. Зашо, знаете како? Кога се занесува власта и кога мисли дека 100 години ќе владее, анализирајќи го вашиот премиер и соработниците, си мислат дека нема да паднат. Дека ќе 100 години ќе владеат и на таквите криминалци и бандити им велат, продолжите си бе, ние стоиме зад вас. Тука треба да им се застане, на патот, на змијата, како велат. На змијата и се кине главата. Во случајов на владата треба да и изгласаме недоверба. Па победете на избори. Ме разбираш? Па победете на избори. Ова е случај кај што крај, готово, затоа што луѓе умираат, а никој не превзема одговорност. Јас доверба во тие институции немам. Благодарам. Благодарам.